Министерот за здравство не е запознаен дека докторот анестезиолог Валтон Дервиши, кој пред неколку години снимаше пациентки и ги објавуваше на TikTok, се враќа на работа во Тетовската болница. Алиу на новинарско прашање денеска рече дека ќе ја провери информацијата и ќе изврши целосна анализа на случајот. Знаете дека начинот на вработување и на организирање на ниво на болниците, затоа ги имаме директорите таму, ќе се информирам и ќе видам дали постои таков случај. Од другата страна, знаете дека имаме лекарска комора која дава лиценци за работа. Ако докторот има лиценца за работа и нема некоја отворена процедура за изабрана за работа, мислам дека треба да се анализира. Според информациите во јавноста, Дервиши сега има нова судска пресуда и со 5 пати помала казна се враќа на работа во клиничката Тетовска болница, бидејќи лекарската комора повеќе нема основ да му ја одземе лиценцата на 7 години како што одлучи претходно. Познато е дека докторот не само што незаконски снимал пациентки и колешки на гинекологија, туку дел од снимките ги емитувал во живо на својот профил на TikTok. Основниот суд во Тетово му изрече казна затвор од 15 месеци, а лекарската комора, иако привремено поради тековните судски процеси, му ја одзеде лиценцата на 7 години. Со помош на повторено судење, нови нотарски изјави на дел од жртвите и серија судски одлуки во Тетово и Гостивар, затворската казна на Дервиши беше намалена на 3 месеци, а дел од делата беа преквалификувани. Тоа му овозможува да ги избегне законските пречки за повторно вработување и да побара враќање на лиценцата.